Велите. Како духовни апелирам сите да се покајат оние грешници кои сторија према моје еден голем греф, соучесници или учесници директно и индиректно во една смртен случај, за кој лично јас го се работи конкретно за новинарот Таневски Владо, кој пред неколку години беше притворен и затворен во Тетовска затвор, считате дека беше резултатите онаквото обдукцијата дека се ударило кофа. Сака да кажам, пред месец дена со не обавне комши во Кичо и многу се дружи, човекот беше верник, Славом беше куќна слава се Димитрија, ка почитуваше родителите, семејството, децата му се многу образовани, исто така и сопругата, многу домаќни се и неговите родители која почина се погреба на христијански начин, никако што беше тоа пренесено кон медиите, џеснаке со беше некои други работи. Сака кажам, пред месец дена пред да се случи неговата смрт, јас се сретнав со него и конкретно го праша за последната жртва, тоа што беше Кичо се појави некој зло, како да реше убица, некој беше на жени, така на луѓе. Последната жртва ми беше и куќна претпоки за така Живана. Го прашав докаде со Живана, слушајот, тој ми реше вака, благо, јас сум во при крај да и завршам да кријам, затоа што се сомневам и мојата истрага ше водам, има толку помашни луѓе кои се фамилии сродно со големците во владата. Но нажалост после месец дена која одеба, значи таму кај сум служба, која слушнавме со мојата семица жената, се шокиравме кога го притвориле како убица, како злостоник, тако уште кога слушнам дека после 2 дена беше удар во кофата, тоа нас не завери, мислам да знаете македонската јавност дека што ми изјави пред месец дена, дека е во потрага и дека е за кратко време ќе го открие, ќе ги разобличи убиците, злорниците кои се тие. Меѓутоа и после смртта него се случило Кичо уште 2 убиства на жени исто така, задната е исказот на истражните органи и со познава со братја и верни другари, после Кичо не се знаем сите. Изјавата нивна беше дека во реката Треска изјанала риби, а не телото повредено. Во реката Треска од извор до Кичово нема ни жаба, ни пјавица, камоли риба или риби кои јадат луѓе, мислам тоа. Тие се очигледни вака, затоа и терам нека се покаја сите што ги правите овие грешки. И покајам кои се ако се умешно од властите некој, нека се покајат пред Бога додека имаат време. А кога ќе дојде страшно суд, овие судии, граѓански судии може секако досуди луѓе невини, се слушаат тоа невини. Меѓутоа, страшно суд тука не имаат ни партија, ни политичка, ни мито, ни корупција, ништо нема. Нека се плашат од страшно суд. Дали можеби новинарот сега веќе покоен Владо Таневски ви има нешто кажано во врска со можните мотиви за убиствата кои што се случуваа, кои што знае целата македонска јавност дека тој ги истражуваше? Тој покрај дугот сеќа дека ми рече да се работи, блиски се на некои поврзани, високи личности, се работи за некој и дека се џоснанки органите нини да се потреба до органите, внатрешните органи. Во тој смисол мисла и дека бижу некои доктори мешани така тоа ми кажа пред месец дена пред да се случи неговото смрт. Дали според вас Владо Таневски беше лабилна личност? Според нас ние вака дека, како што рекоде, комши бевне, се дружевне, со жена му доаѓаше кај мене, ние кај нив така куќни пријатели бевне, Слава славеше, деца и школа, еден доктор, другиот офицер, мисли многу од патриархална фамилија беше. Тоа не може да осета, нити може да верува дека бил таква личност. Беше стабилен, домаќин, увек насмеан, ведор, расположен, све со шеги, сиделе куќата, шале така. Жената Ригоне сопругата правничка, мисла, во Министерството работи. Син му заврши доктор, офицер, све школовна фамилија. Да било тако некој тако личност, тако семејство, не ќе живело тако семејство, не ќе, мисля, тако успех не ќе имале неговите деца. Значи, сепак се работи за семејство и за личност која што е општо познато во Кичевското. Тој критич сеќа неговите написи како член на комунистичката партија, сите критички се однесуваше за неправдите кои ќе има во Кичево во тие партиските работи. Ми и како новинар беше критич за човекот беше за правда, мисля. И тоа заедно една изјава 94-та година по повод за манипулацијата со владата што го одобри за црквата за становите за Корсин 20 свещеници. Од место на свещениците ги зеде од болниците од Кичево
Јас дадов изјава како представник на црквата дека и тој напишана изјава наслобешно во Нова Македонија од борниците пред свештениците. Јас и него одобрив некој што и пријавни во полиција тогаш, некои закани пресуди од заштитниот комитет на ВМРО дополне кише дека се насуден на смрт. Нажалост за него се изврши смртна казна, а за мене немате извршител. Јас само се плашам Бога и пледирам уште еднош. Името 4 букви ВМРО да не го потребуваат. Тие крвави букви не крстане положиле, не постанале крвави за корупција, за мито, за притворење, луѓе да убиват брат со брато, да се убиват Македонец, да се мрза, да се онака на тие се бореле за слобода, за мир, за љубов, да живеат сите, а не за да се убиват луѓе. Мисля во слобода вре вакви и кога слушам вакви работи ги молам како ведни да се покаја само за покаяние, нашата вера. И преповадаме само покаяние да се показва. И благодарам.